Благодарам, почитувам председател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, почитувани медиуми. Падна уште една голема мистична грешка на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, имено кога доаѓа на власт пред 6 години, беше анатемисена работата на технолошко-индустријските развојни зони и беше оцрнена до ниво дека тоа е нешто злодело за државата, дека таму се случуваат коруптивни сделки, дека се кради државата и така натаму и така натаму. За после 6 години да видиме дека и овде ретерираат и дека сватија дека таа политика е грешка на оцрнување на технолошко-индустријските развојни зони и на сериозните компании кои инвестираат таму сериозни пари, вработија сериозен број на наши сограѓани и силно допринесуваат за развојот на економијата во Република Македонија и пред се бруто домашниот производ. Од тука сметам дека ова е само потврда на исправните политики кои ги води ВМРО-ДПМН во својот историски континуитет. Во однос на законот, сакам да искоментирам дека во рете текстот на законот, меѓутоа остава сомнеш само еден член, имено се работи за членот 2, став 3. Со овој член на дирекцијата на технолошко-индустријските развојни зони им се дава нова ингеренција, односно им се дава можност да одобрува која фирма ќе може да пристапи кон вакво даночно ослободување, данок на добивка, и врз основа на прикажани трошоци и приходи согласно соодветна методологија. Мојата дилема овде е секако тоа што е запишено во членот да не се злоупотреби, односно да не се доведеме во ситуација дирекцијата на технолошко-индустријските развојни зони да се појави како управа за јавни приходи или како државна институција за утврдување на иновативни сопствености, патенти и така натаму и така натаму. Значи, веќе кога немаме дилема дека технолошките индустријски развојни зони ни помагаат во државата, мораме до крај да ја ослободиме јавноста дека таму нешто чудно се случува или се случува задкорисно играње во економијата на штета на државата. Таму се, напротив, случува добар момент и сите треба да настојуваме тие технолошко-индустријски развојни зони да бидат широко промовирани и што е можно повеќе странски компании да влезат во тие зони. На тој начин само и помагаме на државата и помагаме на економијата. Со ова што е предложено во членот 2, став 3, на некој начин и возможуваме на дирекцијата на технолошко-индустријските развојни зони да се постави во функција на управа за јавни приходи, односно да оценува дали одредена компанија може да аплицира за ослободување од данок од добивка и дали прикажаните трошоци или приходи се релевантни. Кога во државата имаме специјализирана институција која се занимава со таа проблематика, тоа е управата за јавни приходи. Тоа сосема легитимно може на управата да си го соодветно закон третира. Наше е да ги дефинираме кои се тие моменти кога одредена фирма ќе ја ослободиме од данок. Тоа да го запишеме во данокот, да ги дефинираме поимите и понатаму да немаме никакви реперкусии во даночниот систем. Значи, има институции кои ќе утврдат дали одреден производ е интелектуална собственост, е нов патент и така натаму, и имаме институции кои утврдуваат дали треба нешто да се оданачи или не. Тоа не е ингеренција на дирекцијата на технолошко-индустријските развојни зони, поготово не кога нешто ќе стане сосема нормален тек во економијата на државата. Се надевам дека овој член нема да биде злоупотребен. Поради потребата од носење на овој закон не поднесовме амандмани, не сакавме да го обременуваме процесот, меѓутоа ова фалинка на законот треба да се следи и да не се злоупотреби од дирекцијата
односно ако се злоупотреба, соодветно како собрание и како опозиција ќе реагираме за да немаме селективност во оваа сфера. Благодарам.